Постапката за легализација на бесправно изградените објекти во општина Кочани досега е целосно завршена за 2116 објекти, што е околу 35% од вкупно поднесените барања. Објектите се со различна намена, а доминираат оние за индивидуално домување, како и делови од објекти кои се во функција на производството во индустријата. Има и помал број викенд куќи како и други стопански објекти. Само за 25 објекти е утврдено дека не можат да бидат легализирани, заради што барањата за нив се одбиени. За останатите тече законскиот рок во кој граѓаните треба да поднесат геодетски елаборати, за што преостануваат уште 3,5 месеци. Во законскиот рок за пријавување на дивоградбите во Кочани беа поднесени 5988 барања, со што општината се најде меѓу првите во регионот. Од овие 5988 барања, скоро 6000 барања, околу 3900 барања се уште не се комплетирани и би сакал да ја искористам оваа прилика да напоменам дека со измените на законот во 2012 година што се донесени, има ограничен период на доставување на геодетски елаборати врз основа на кој се врши легализација на бесправните објекти. Со овој закон се предвидени доставувањето на елаборатите да се изврши од донесувањето на измените во рок од 18 месеци, односно година и пол, што тој рок истекчува некаде во мај месец. Со оглед на краткиот рок што преостанува за завршување на постапката, Апостолов повика на ажурност од граѓаните за да се избегнат нервозите и гужвите во текот на последните денови. Сите граѓани на општина Кочани кои имат доставено барања за легализација на бесправни објекти да се јават кај геодетските фирми кои се овластени за изработка на геодетските елаборати, да ги поднесат барањата и да ги изработените геодетски елаборати да ги достават до општина Кочани во овој предвиден период, бидејќи согласно законот, после овој период нема да се примат дополнителни барања, односно барања за дополнување на веќе поднесените барања, односно изработените геодетски елаборати, со што нема да можат да си го завршат процесот на легализација. Бидејќи за изработка на геодетскиот елаборат е потребно известно време, што ќе го намали рокот за легализација, Апостолов рече дека граѓаните треба што побрзо да ја комплетираат постапката. Објектите кои нема да бидат легализирани ќе подлежат на законските обврски за нивно отстранување, односно рушење.